Štip i Delčevo delат ista sudbina i se klasični finansijski robovi. Štip godišno na Ministerstvoto za finansiji po osnov dolg i kamata mu plake po 1.000.000 evra i se poteško go nosi ovoj tovar. Do koga opština taki izdrži i kada dolgotke odvede? Ова значи помал развој на градот Štip, затоа што доколку овие средства ги насочиме кон капитални инвестиции, сигурно дека во различни сегменти Štip развој. Во спротивно, доколку вака продолжи и оваа година и наредните години, да 1.000.000 евра годишно плаќаме на камати заради неодговорноста на поранешните локални власти, верувајте дека помал ќе биде развојот на општина Štip. Основот за вака високата обврска е кредит подигнат од јавното предпријатие ИСР во 2002 година од ДЕБОР, кој речиси ниту еден од директорите не го свати сериозно, а кредитните рати ги плаќаа кога ќе стигнат или воопшто не ги плаќаа. Сега на основниот долг на кредитот, кој е околу 1.000.000 евра, има 3.000.000 евра камата или вкупна обврска на општината од огромни 4.000.000 евра, од чие враќање бегање нема. Ние како одговорна општина, затоа што сме условени од страна на Министерство за финансии, ќе мораме да го враќаме овој долг, но сето тоа се одразува на капиталните инвестиции кои што граѓаните ги бараат од нас. Немаме проблем да го вратиме основниот долг кој што општина Štip го има кон Министерството за финансии, но каматата која што нараснала заради несервисирање на долгот е неколку пати поголема од основниот долг и тоа е она која што сметам дека е неправилно. Идентичен проблем има и општина Делчево, која со години страда од преголеми давачки кон гранит. Долгот кон оваа фирма сега се искачи на 2,7 милиони евра, а месечните рати кои се плаќаат немаат крај. Општината моментално работи во рамка која што е определена по судски пат и сите оние средства финансиски кои што ги имаме на таа рамка извршителот ги зема и ги уплатја на сметката на гранит како доверител, но тоа се огромни суми, тоа се скоро два буџети на општина Делчево, двегодишен буџет на општина Делчево, така да овде мора да и владата да помогне за да може општина Делчево да го реши тој долг кој што е рекол. Овие две општини во регионот се во најлошо финансиско сценарио и минуваат најтежок пат. Останатите не наследиле вака големи обврски и како така успеваат да се стабилизираат, особено по финансиската помош добиена од владата.